Денес ќе подготвуваме леп од банана. Малку поинаква варијанта на она што сте навикнати. Практично може да биде и колач. Си поставувам едно тавче за леп, кое еве како изгледа, ќе му ставам хартија за печење само заради тоа што сакам да не ми се залепи лебот и смесата која ќе ја ставам внатре, а за да го подготвите овој рецепт потребно ви се 2 банани. Овој рецепт е можеби посна варијанта кој ќе ви се најде во периодов каде сите православни христијани постат за великденските пости и можеби ќе биде една посуштински рецепт кој може да го конзумирате за доручек ручек. Исто така е здрава варијанта, можеби не толку како бидејќи ставаме бело брашно, но доколку го смените со интегрално брашно ќе имате апсолутно здрава варијанта. Имам 2 банани, бирајте ги да се малку позрели и ќе ги исечам на тркалца, а потоа ќе ги иситнам со вилушка за да можам да направам практично течниот дел од состојките. Овој рецепт има во себе и квасец и сода. Квасецот го ставам заради тоа што во процесот на печење ќе ми помогне да нарасне, односно ќе реагира заедно со брашното, а содата е тука да помогне, бидејќи ќе ставам и овесни снегулки, дополнително да добиете на висина и на мекост на тестото. 2 банани. Многу го сакам банана лебот и мислам дека 7 или 8 варијанти на банана леб. Некој го правам со тиква, мислам дека тиква да ви ја покажа во некаде емисиите, банана леб, налик банана леб од варена тиква. Потоа правам целосна интегрална верзија, многу ја сакам бидејќи сум љубител на јаткастиот вкус на брашната кои се од интегрално потекло. Иден го правам со киноа, односно само киноата, бананата и можеби некои малини и боровинки внатре и имате една лесна верзија на банана лебот, а ова е со мед. Има кафеав шекер, има малку сок од портокал, 2 банани и едно убаво искуство. Не знам дали лесно ги поменувате постите. Јас не сум постала, морам да ви кажам, но сум љубител на вегетаријанска храна, така да можеби во деновиве што следат ќе ви понудам повеќе рецепти кои ќе ви помогнат полесно да ги планирате оброците во овој период. 2 банани ќе ги измечам со вилушка затоа што сакам да добијам течна структура. Убаво измечете ги бананите, треба да станат буквално течни, затоа што тие ќе бидат влажниот дел во рецептот, односно ќе помогнат да се состави тестото. Почнав со благиот рецепт, заради тоа што му треба малку повеќе време да се испече, за разлика од салениот, а ви подготвувам прекрасни сарми од блитва. Да најдев штавел, можеби ќе беа од штавел, но имаме и други емисии, ќе ви ги покажам. Сармите од блитва и од штавел ми се навистина омилени и многу сакам да ги конзумирам. Денеска ќе ви покажам една од варијантите. Убаво изгмечена банана. Тука имам мед, кој бидејќи е баш оригинален, без примеси, веќе има смената својата структура. Ќе го ставам кратко на ниска температура, само да се опушти, за да може да ми го направи целиот, да ми биде уште потечен дел во целата смеса. Имам сок од еден портокал. Портокалот ќе му даде леснотија на тестото, дополнително киселината во портокалот ќе помогне со активирање на содата. Неколку пати сум ви кажувала, содата и пецивата имаат неколку нивоа на кои функционираат. Првата е киселината, односно во овој случај ќе биде сокот од портокал. Второто ниво е топлината на рерната, така што ви гарантирам дека ќе имате убаво и меко тесто. Измешајте го сокот од портокал во бананата. Сам дека и медот ми е готов. Да.
Многу сакам мирис на портокал, не знам за вас. Ме потсеќа на зима. Можеби заради тоа што јас зимата не ми е баш неумилено годишно време. Убаво. Ќе го стопам медот. Ќе го додадам во целата смеса и тоа ќе бидат влажните состојки во рецептот. Ќе ставам квасец. Ставам квасец заради тоа што сакам да има лебна текстура. Не знам дали сте ги пробали оние лебови од хелда или од можеби од ржано брашно, кои имаат една тежина во себе, а тоа е заради тоа што е додадено квасец. Го ставам квасецот, заради нема да го стасувам тестото. Односно, квасецот ќе го оставам да се активира со помош на шекерот и медот, а внатре малку да потпомогне на содата да се подигне и ќе даде баш квасната култура внатре, ќе даде вкусна леб, така што со джемче, можеби со овошје, ќе биде совршен додаток овој леб. Цимет и морско оревче. Совршени зачини за благи и сладки теста. Убаво ќе ги размешам во целата влажна содржина. Ќе додадам кафеав шекер. Затоа што сакате да имате. Иако, доколку не сте љубители на многу благ вкус, ставивме мед, бананите се делумно благи. Тоа беше знакот на рената на бурење, веќе дека ја постигнала својата температура. Имам обично бело брашно. Јас денеска одбрав да користам бело брашно, но вие може да искористите ако сакате интегрално, употребете некое специфично брашно кое ви се допаѓа. Додека го немам размешано брашното, ќе ставам сода. Која ќе помогне да се подигне целото тесто и ќе ставам масло. Ќе користам неутрално масло, бидејќи новото масло на Витаминка е високоолеинско сончогледово масло, е направено специфична врста на семенки која го има изоставено оној мирис на сончогледово масло, односно е по-неутрално. Ќе додадам масло, јас од око бидејќи точно веќе си ги знам мерките, а вие ќе следите тетрадката. И убаво соединете ги сите состојки, најпрвин брашното, на крај ќе ги додадеме и овесните снеголки. Еве како изгледа. Убаво размешајте го за да се соединат состојките. Може да го оставите да отстои ако сакате, така повисоко ќе се подигне тестото, ќе има повеќе меури кои се настанати од хемиските процеси на квасецот. Ставам основни овесни снеголки. Ќе ги измешам. Тие ќе се навлажнат од целата содржина додека се печат, нема да бидат вака цврсти. Ќе бидат убав, уште имаат исто така здрав извор на сложени шекери во себе. Така да добра замена се во период кога постите и кога ви е потребна повеќе енергија, заради тоа што можеби кратите на калории, бидејќи конзумирате храна која не содржи продукти од животинско потекло. И ќе ставам во мојот калап за леб. Конзистенцијата на тестото е малку погоста од онаа за мафини, намерно е така, бидејќи дополнително ќе се отпушти шекерот, ќе се отпушти медот кој го ставивме внатре, така да 30 до 40 минути, зависно од каква рерна имате. Мојата на бурење има вентилатор, така да ќе го пуштам вентилаторот во случајов. И оди во рерна, а ние се гледаме со следниот рецепт, блитва, односно сарма од блитва.
во уште еден посебен рецепт. Сигурно се сеќавате за оние пусни сарми кои ги имаме за Свети Никола, пред Божи, односно сармите кои се прават од убава кисела зилка, внатре оди многу прас. Јас денеска сакам да ви покажам една постна варијанта на сарма со блитва. Морам да ви кажам дека омилена сарма ми е со штавел, односно постна сарма со штавел, па која можеби не е постна затоа што јас ја конзумирам со павлака одозгоре или кисело млеко и јајца, но ќе направиме и таа, немој да се грижите. Денеска ќе направиме постна варијанта. Сакам да бидам солидарна и да ви понудам повеќе рецепти кои можеби ќе ви инспирираат како да ги создадете менијата во деновите кои треба да ги поминете, така имаме уште доста од постот. За да ја подготвите оваа сарма, ќе ја наречеме, ви треба еден голем праз. Празот во суштина го менува месото, празот и печурките. Доколку сакате да направите мрсна верзија на оваа сарма, само додадете говецко милено месо и ќе имате исто така совршен рецепт. Празот јас барем сакам да го исечкам на четвртинки, односно да не ми се појавува баш доминантно, но вака. Целото парче го сечам на четвртинки, а потоа го сечам не многу тенко, за да имам практично вид на коцкички. Во тоа време можам да загреам масло, ништо без брилијант. Ставете сончогледово масло. Денеска ќе користам класично брилијант масло. Ставете малце повеќе, заради тоа што ќе имаме повеќе мастрав, а додека го сечкам празот, мислам дека е подобро да ја попарам блитвата, во кога би ја правела можеби да не биде тоа сарма или кога ја користам блитвата, немам обичај да ги попарувам ниту спанакот, ниту блитвата, меѓутоа денеска мислам дека во оваа блитва е малце појака, бидејќи е сега пролетна, мислам дека потребно ни е да ја попариме за да можеме полесно да ја свиткаме. Начинот на кој јас тоа го правам, ја вадам дршката, овој дрвенаст дел и целосно ќе ја попариме со врела вода, кратко, а потоа брзо оди под ладна вода. Исто така можете вака да ја свиткате, значи кога ќе ја свиткате блитвата и само да го отстраните делот, тој ви е дрвенастиот кој може да ви ја распадне сармата или класично да си одите по жилите. Го имам и овој практичен сат на карес. Сите состојки денеска повторно се од Пакет МК, знаете дека Пакет МК секогаш верно ни доставува сите она што ни е потребно на нашата адреса. А не знам дали знаете, не знам и дали Пакет МК знае дека јас мислам дека им бев втората нарачка од кога отворија. Од тогаш сме си фанови еден на друг. Се сеќавам дека тоа беше пред години кога они почнуваа. Мене ми излезе реклама на Facebook и толку ми се виде тој практичен момент што можам од работа да направам нарачка додека сум на работа. Моите деца се дома и со нивната дадилка размислуваат што да јадат и не знаат што да јадат и така си го открив мојот принцип на шопингување од работно место. Правам нарачка, полнам кошничка, бирам термин кога знам дека некој не спие, некој не е на некакви активности. Праќам рецепт кај дадилката и присутна сум и кога не сум. Ете така може да се каже, баш многу одамна ги користам нивните услуги и секогаш биле доста на време и највеќе што ми се допаѓа е тоа што од кога ќе ја тагнете својата адреса, никој не ми се јавува каде е улицата, дали е лево, дали е десно, дали сакате, него цело време со пораки добивате известување до каде е нарачката. Не знам колку сармички ќе можеме да направиме. Тука има, мислам дека 2 китки блитва. Јас ќе ги попарам сите. Сега ги ставиме околу. Само од мултитаскинг да не го изгориме маслото. И загреа вода во бокал. Врела вода. Ги попарам листовите блитва. Ќе им дадам некоја минута, а потоа ќе ги прелијам со ладна вода за да можам да ја
направам сармата лесна. Блитвата е подрвенеста, можеби од спанаќот и затоа има потреба да се, малце некоја минута ќе оставам да постои, а штавелот, тоа што го правам со штавелот или со лозовите листови кога сакам да направам сарма, секогаш кога ги добивам, ги замрзнувам и утре дента ги вадам. Секогаш кога ќе замрзнете штавелот или лозовиот лист, потоа лесно можете да го обработите од кога ќе се одмрзне. Сега повторно маслото ќе го уклучиме и баш на некои си коцкички, празот и сечете го. Додадете, ако сте љубител на повеќе зеленчук, слободно морков или наренден пашканат, нешто што ви се допаѓа како вкус во пустните јадења, бараат повеќе состојки, само заради тоа што изоставено е месото, масниот протеин, односно животинската мас која има, во секое јадење, покрај тоа што има собствен вкус, ги збогатува вкусовите, односно го извлекува најдобриот вкус, ги интензивира сите вкусови на сите состојки кои ќе ги употребите, не само животинската мас, туку и сите масла воопшто. Останатиот дел. Јас го користам само делот без перјата, бидејќи малку ми се дрвенести во сармата. Макало сакам да правам од прас перја и убав вртена пита. Промешајте и на исти начин како и со кромидот додадете сол за да ја испушти целата вода и празот е на база на вода како и кромидот. Ќе ставам едно чешне лук. На ситно. За да го ароматизира и да додаде вкус. И ќе му дадам некое време да застакли и убаво да се пропрчи. Следно што ќе додадеме ќе биде сува пиперка. Ја додавам целата сува, бидејќи ќе имаме вода внатре, нели ќе се вари во водата пиперката и ќе се ослободи, односно ќе се рехидрира, бидејќи сувите пиперки едноставно немаат вода во себе. Ќе ја додадам за да се активира вкусот, да се пропржи. И време да ја подготвам блитвата, мислам веќе се буквално е готова. Многу е практичен садот на карес кој ви дозволува да користите врела вода, односно да се заштитите при работа. Ќе ја попарам сега со ладна вода. Нема да ја попарам, туку ќе ја полијам, бидејќи ја попари веќе со врела вода. Веќе е студена и може да се употребува. Видете колку е практично, целата вода внатре ќе продолжи да се седи. Промешајте. Следно што ќе додадеме ќе бидат печурки. Бидејќи пустните сарми немаат во себе месо, јас сакам да додадам малку месо, ќе додадам печурки на коцки, односно ситно шампињони, ќе ги исетнам ситно, за да не може да ги забележите внатре. Печурките, 100 пати сум ви кажала, мислам дека до сега се многу неутрални во вкусот, односно се сунгирести, во најголем состав се исто така вода, така што ќе се ароматизираат од сите вкусови зачини кои ќе ги додадеме, а ќе бидат малку местнат дел. Исто така се богати со протеини. Сите вегетаријанци и вегани, гротот се вегетаријанци и вегани, своите протеини ги добиваат од различниот вид на печурки кои го употребуваат во својата исхрана, така што за време на постите печурките се исто така добра замена за и додаток за протеини. Може да додадете, ако сакате, и киноа. Ако сакате поздрава верзија без печурки, додадете и киноа и таа има еден специфичен вкус кога ќе се врзе со оризот и одговара во целата комбинација. Промешајте.
Имајте го цело време на око, празот може лесно да изгори, бидејќи има нежна текстура. Кромидот е малку силен и поиздржлив на топлина, за разлика од празот и младото кромидче. Мислам дека ми се доста пичурке. Да, сам дека е доволна со односот. Ставите на шолја. Следно што ќе ставам ќе биде ореви мелени. Мелените ореви се еден совршен додаток во пусните сарми. Од кога го пробав тој рецепт со мелени ореви во пусна сарма, морам да кажам дека сама така го подготвувам, затоа што даваат една исклучителна богатост на вкусот и го збогатуваат оризот секако. Последно ќе го додадеме оризот, кој ни е потребен за да ја направиме сармата, нели? Во основа на секоја сарма е оризот и секоја полненица, македонска, турска, нели, грчка. Тука сме слични. Ништо без дафинка. Ако сакате традиционален вкус на сарма, задолжително надвелди дафинка. Јас зачинувам сарма со нане. Не знам вас дали тоа ви се допаѓа, јас ве охрабрувам да пробате, меѓутоа јас сарма без нане не можам да конзумирам. Не знам зашто е така, сарма играв со нане, црн бибер, дарежливо. Јас ставам 2 лажици кетчап. Не знам дали сте ставиле во сарма или во манџа или во било што, меѓутоа кетчапот во себе содржи баш интензивиран вкус на доматот, збогатено е со шеќер дополнително и по мене го подобрува вкусот на манџи или рецепти, а дополнително ќе му даде и боја. Промешајте, посолете, 1 прстофат е доволно, бидејќи ставив ми дафинка. Имам еден симпатичен сад во кој ќе направам сармата, секако ќе го подмачкам со брилијант, за да не се залепи сармата и листовите веќе се меки и лесни за обработка. Ќе ставиме дел од количината. Топло е, меѓутоа јас веќе имам изгубено чувство за топлина, така да вие подизладете ја малку смесата, ако немате можност сами да почувствувате, бидејќи сега само што буквално е трнав од оган, и замоткајте убави сарми, како викаше Тања Кочовска, мајка, татко, дете, така и се и моите сарми. Буквално. Не се грижам дали се еднакви. Знам од пријатели кои се од Прилеп, знам дека таму е греф, буквално ги малтретираат, да ги прават сармите толку малецки. Они прават баш малецки сарми и сите мора да се исти. И знам дека тоа е страшен грев доколку не се направи така. Јас не се третувам со тоа кога го готвам дома. И ќе ги замоткаме сите сарми. Одозгора имам во моментов, бидејќи правам постна варијанта, ќе искористам хопла. Во неа ќе ставам сокот лимон и ќе полеам целата сарма одозгора. Доколку сакате мрсна варијанта, 2 јајца, кисело млеко, полите, ставете да се пече. Да ги завиткам сите и се гледаме за кратко. Подготвивме се. Постната сарма е веќе готова и јас сакам да ви покажам секако со моите Џозеф алатки. Да ви покажам како изгледа. Внатре оризот, мирисот е на права сарма. Ќе ставам
Јас како би ја конзумирала, ставивме до згора хопла и секогаш би ја конзумирала со лимон. И тоа беше се за денес. Ви подготвив еден постен леп од банана со овесни снегулки и постна сарма од блитва. Доколку сакате да го збогатите вкусот и сакате да го конзумирате овој рецепт кога нема да постите, слободно да дадете јајце во лебот или можеби од згора павлака со јајца наместо хоплата при печењето на сармата од блитва. Се надевам дека ви се допадне и се надевам дека ви помогнав како да осмислите ручеци или можеби вечери до ручеци во периодот кога постите. Ние се гледаме веќе утре со нови идеи, нови вкусови, а јас мислам дека ќе вечерам од мојата омилена сарма постна. Сакам постни рецепти. Се гледаме. Станете ми добре.